Look at me. Здраво Македонија, здраво драги мои, добре дојдовте во новото руво на Старс или во летната емисија Hot Stars. За само 2 дена веќе официјално ни започнува и летото, а и бога ми и денес може да се пофалиме со ите како високи температури. Јас Јанковска Ивана заедно со мојот тим ова лето ќе се дружиме заедно со вас и ќе ви ги направиме тие некои 40 на минути да ви бидат исполнети на вистина со забава и интересни моменти. Летната емисија на Старс ќе се снима на повеќе локации, но сепак еве за почеток ја избравме токму ова или најубавата, а тоа е локацијата на хотел Мирор која што е лоцирана во Скопје. Сега време е да ги представам нашите прекрасни гости. Тоа се двајца талентирани, убави, шармантни, насмеани ликови, кои што пред се се издвојуваат по тоа што имаат прекрасен глас. Тоа се двајцата финалисти од едно од најгледаните музички шоуа, Звездите на Гранд, или поинаку кажано, Андријана Петрушовска и Мики Секуловски во Старс. Добре ни дојдовте пред се. Како се чувствувате овде? Дали ви е убаво сега под отворено небо, отварање на нова сезона, летна сезона? Прекрасно ти благодарам на поканата. Прекрасно изгледаш како и секогаш, еве на една убава локација. Ја започнуваме сезоната, така ние да ја отвараме. Така е. Јас преубаво се чувствувам и не знам, што да кажеме за почеток. Убаво не представи, ти благодарам и на тоа. За почеток можам да кажам благодарам за комплиментот, можам да го дадам и за вас исто и претходно ви кажав пред да го почнеме ова снимање. Андријана би започнала со тебе затоа што си сепак нели дама, на дамите даваме предност. Со тебе се запознавме пред отприлика година дена, точно на снимање на една ваква летна емисија. Еве сега сме во друго место, друго време, но сепак заедно тука. Всушност, да, снимавме кај Бока Конга и тоа беше едно прекрасно дружење, прекрасна емисија. Ете, тогаш се запознавме прв пат јас и ти. Така. И да не кажем, од тогаш нели нонстоп сме во некоја комуникација. Сега еве, драго ми е што ја отвараме повторно сезонава баш ние, јас и Мики. Јас ве најавив како едни од победниците на Звездите на Гранд, затоа што второ и трето место за мене се исто како и победници, реално. Ке збориме за тоа. Првично би сакала да те прашам и да те навратам на времето на твоите почетоци. Како почна да се занимаваш со музика? Дали се сеќаваш каде ти беше твојот прв настап и можеби кој бил првиот заработен хонорар што си увимал? Мојот прв јавен настап беше на, мислам дека од прилика немав ни 18 години. Јас почнав од многу млада да се занимавам и искрено и не жалам во ниеден момент што почнав толку рано да се занимавам, бидејќи, да не кажам, тоа ми е на некој начин е буквално како школа. Така што ете и созреав и брзо созреав и нели сега за хонорарот не можам да кажам. Но Ти Рович, знаеш што има кажано, првиот хонорар ми беше доволен за да си купам мастики за джвакање, кафе и сендвич. Па видете, тоа беше така и кај мене, да не се лажеме горе-доле. Искрено јас сега нормално нема да кажам цифра, но тогаш кога ги заработев прв, значи се сеќавам како вчера да беше буквално. Одам дома и викам на мајка ми: "Мамо, види јас колку заработев." И мајка ми беше као: "Вау!" Браво, Керко! Беше, да, браво, Керко, со татко ми ме гледаат вака, јас воодушевена, значи... Значи ти беше задоволна од првиот хонорар, сакаш да ми кажеш? Токму така, тој хонорар беше горе-доле точно за мастики, за кафе. Мики, сега ќе се свртам кон тебе. Не се знаеме лично, се запознавме сега, прв пат не гостуваш во Старс, честитки уште еднаш за освоеното второ место. Како што ја прашав Андријана, така би те прашала и тебе. Ти пред некои 14 години, ако не се лажам, беше во музичкото шоу Идол? Македонски идол. Македонски идол, така. По многу години, еве се пријавуваш повторно на Звездите на Гранд. Што правеше претходно? Што правеше за време на целиот овој период? И што ти е во план, нели, ете во иднина?
со музичката кариера кога е во прашање? Кои беа и твоите почетоци, ете така да ги кажеме постепено? Па мојот прв јавен настап беше малку поодамно, јас сум малку постар од Андријана. Беше на имав 6 години. Тогаш имаше една позната велешка група, позната у Македонија, се викаше Ла Манш. И прв мој јавен настап беше во спортската сала во Велес пред, не знам, може имаше 10.000 луѓе. Така да се сеќавам дека не земав хонорар никаков тогаш, не ми дадоа пари. Гледаш, Андријанче, ти барем си имала нешто, си се пофалила дома. Ама беше едно одлично искуство. Се искуство Да. во животот, Па после тоа се запишав на средно музичко во Битола, смер теоретскиот смер. Го завршив тоа, продолжив во Софија, студирав оперско пеење. Завршив и тоа. Имав некои понуди таму да останам да работам во операта во Софија, но наискрено прифати? не ми се свиѓаше како... Денес скрива ли ти ја Сложно за да тоа живеам ете во што не си Бугарија. го направил тоа? Па не ми. Не ти е? Не ми е наискрено, затоа што јас од секојаш сум си ја сакал Македонија, така да патиштава секојаш тука ме водат. Кај да отидам се враќам ја овдека. После тоа се пријавив на македонскиот идол, имавме неверојатно И таму беше во финале, популарност. така? Да, завршив второ и таму. Второ место, значи Да, тебе мене двојката судено ти ми е е второ. некако да, судена бројка. И снимавме некои песни, имав некоја соработка со Калиопи тогаш, она ми направи една песна. Имав константно работа, свирки, знаеш, тој период, после идолот. И после тоа? Отидов во Белгија еден период, ради некои приватни причини што не сакам сега баш да ги споменам, не се убави, знаеш. Останав таму 5 години, се вратив во Македонија и решив да ја стартирам мојава кариера повторно. Да газиш на најава. Па, да. Па така и направи некако, реално така и изгледа. Наискрено не сака да се пријавам на Звездиве на Гранд, пошто ја пеам малку поразличен стил од повеќето таму што пеа, знаеш. Повеќето се пеа народна музика, изворна, не знам, севдалинки. Јас сум малку поразличен, но мајка ми ме натера. Пријави се. Мислам дека не сгрешив што се пријави. Па добро, види, нели секако викаат дека треба да се издвојуваш или треба да се разликуваш од останатите, не мора секогаш Па да бидеш ама во не тој... сигурен како ќе ме прифатат луѓе, знаеш. Јас би рекла, ве прифатија и како добро и двајцата. Големи поздрави, голема поддршка добивте за тоа што пеевте македонски песни. Македонија мислам дека ја представивте во најдобро светло, од прикажување на македонско знаме, до македонски песни, до македонска облека, односно до боите на македонското знаме и ред други работи. Како што и самиот кажа, неколку години бил оправдано отсутен од таа музичка сцена заради тоа што X причина која што го натерала да излезе од Македонија. Вие двајцата бевте пријавени на шоу каде што добивте висок пласман, ама сепак тоа не беше македонско шоу, него е шоу што го организираат нашите соседи. Тука сакав да кажам, дали пример србите може би имаат поголема публика или поголем, како да кажам, поголем простор каде што може вие подобро да се представите за луѓето побрзо да ве видат, научат, прифатат и да после дојдете кај нас. Оти како кажуваат, кога другите ќе ги прифатат, тогаш да, може и ние да кажеме да, добри се, ама од кај нас да излезе тоа првото, некако потешко оди. Еве, не знам, може би грешам. Јас мислам дека од цел Балкан во Македонија имаме најталентирани луѓе. Не Да, кажам тоа е дека прво. немаме, јас никако не кажав дека Втора немаме. работа е што мислам дека Србија вложува многу во маркетинг. И тоа и кај нас.
знаеш. Така. Затоа што има многу шоуа вака како Звездите на Гранд, па ова Амиджи шоу што ние го пратиме и го гледаме. Главна причина е што не се случува тоа кај нас е баш поради тоа. Мислам дека треба нашите медиуми да се повеќе да се активираат околу музика, македонската музика, македонските пејачи, за да можат и луѓето да почнат да прифаќаат македонската музика. Ама сега сакам тука да те прекинам поради тоа што ние имаме македонско шоу кое што се занимава конкретно со ова, но сепак не се пријавуваат толку голем број како што се пријавуваат на Звездите на Гранд. Па добро, тоа е одлично што се организирало македонско шоу, но јас мислам дека сепак фали она реклама и маркетинг. Како што, од моје лично искуство ќе кажам, јас се пријавив на македонскиот идол, тоа беше музичко, односно Македонски идол. Македонски идол, македонско надпреварување. Беше препопуларно, значи ние во рок од 2 месеци јас не можев да излезам, што се вика да излезеш кафе да пиеш, да се напиеш на раат, знаеш. Да, тоа време немаше толку многу, да точно. И да бараат автограми. Сакам да кажам дека беше медиумски одлично покриено и избустирано. Значи тоа фали кај нас. Да, рекламата. Медиумски да бидеме препратени, да шоу-бизот нормално да се развие и видете, се надевам дека ќе дојде до тоа еден ден. Но сега во денешница е па многу лесно да се стане популарен, затоа што имаме TikTok. Значи на TikTok да објавиш 10 видеа, едно ти оди вирално, така што ако се сака, се може. Тука сакам да се надоврзам исто што кажавте дека медиумски не се покриени или пратени доволно сите настани или нешто што се прават или пример артистите кај нас. Јас лично со ова работа се занимавам баш подолг период и гости да договориш за во емисија, па не знам што треба да му се јавам на 10 за да дојдат 20. Ова е жива вистина. И тие нема врска, ние ќе снимаме, ќе направиме убава емисија, друг пат ќе кажат да, доаѓам, ќе ми откажат во 6 сабајле во 12 снимањето. Мислам тотална несериозност, не почитување никој нас. Не е дека не сме тука ние за да ги поддржиме нашите артисти. Ние сме тука, тука сме. Само што не добиваме доволно добар фидбек, би рекла. Па така е, да. Ние сме тука да соработуваме. И вие сте за нас и ние сме за вас. Ние сме заеднички. Ако вас ве нема... заеднички, ако се диши, ако има атмосфера, тогаш ќе функционираме. Но меѓутоа, дали, како да кажам, дали луѓево, дали јавни величности се многу големи звезди, да. Па затоа, но ние тука ти стоиме со мики на располагање, можеш секоја емисија со нас да ја водиш. И поздрав за нашата верна публика на Hot Stars. Како што кажав, хот, денеска е навистина претопо и денеска сакам да ви ја најавам нашата нова рубрика Летни авантури. И денеска сме тука заедно со двајца наши млади музичари, односно пејачи. Би сакала да ги представам браќата Давор и Давид Арџик. Како се чувствувате денеска како дел од Hot Stars? Па, како што кажу најавата, стварно е овде многу хот и претопло ми е искрено, поготово кога ќе ги облечеме оние оделана, мислам дека ќе биде уште по-хот, така да... Ама спремни сме за јака борба денеска тука на пейнтбол теренов, искрено. Мислам дека ќе биде многу интересно. Давид не е спремен. Кажете ми нешто за вашите животи. Видов дека во неполни 2 недели извадивте нов спот на каналот на IDG Videos, каде што надминавте бројка од неполни пола милион прегледи. Како се чувствувате? Да, пред неполни 2 недели излезе спотот за нашата нова песна Играј. Моментално песната брои преку половина милион прегледи и искрено не очекувавме. Мислам, до некаде очекувавме, имавме амбиции, но не очекувавме толку голем успех на песната. Сепак работиме вредно и мислам дека ќе си доаѓа се како што се и редот, нели? Ќе ти кажам еден фан факт.
кога ја правевме песната, пошто денеска кај младиве луѓе пресудно е искрено дали на TikTok ќе ти помине песната или не. Давид кажа дека ќе има преку 3000 клипови на TikTok. Ја му кажав да не лета толку високо, пошто 3000 клипови е озбилен балкански тренд кога имаш толку клипови на некој саунд на TikTok. Еве веќе имаме преку 4000 клипови, така да можам да кажам дека сум и повеќе од задоволен, ама следната песна Следната песна нема да прогнозирам ништо, ќе видиме како ќе биде. Ако кажам 5000, ќе кажам 10000 следната песна. Тоа сакав да ве прашам, дали нешто се очекува во блиска иднина? Дали работите на некој нов проект? Па да, моментално спремаме нов проект. Периодов е проектот во некои завршни припреми. Аудиото се спрема, значи ќе биде готово многу набрзо. Спотот исто така се спрема, у план ни е и спотот. Така да мислам дека летово ќе биде баш ход, искрено кога ќе избациме новата песна, кога ќе извадиме. Сега не ви поставувала повеќе прашања. Секако ве очекуваме да ни гостувате во студио и таму исто така заедно да се дружиме. Пейнтбол теренот е спремен и не очекува. Јас сум нестрплива. А дали вие сте спремни? Па со обзир на тоа дека кога влегов овде ми пукна топче у рака и ме направи лом, мислам дека Давор е спремен сите топчиња мои да завршат во него, дефинитивно од мојата пушка, на ке него кидат сите топчиња. Не знам дали видиме, ја не сум толку фалбаџија, не знам. Не знам дали ќе го утнам, ќе видиме на крајот. Мислам дека ќе ми ова у секој случај, прв пат го играм ова, не знам што се деша и како функционира се ова, сега ќе искусиме, ќе искусите и вие, така да мислам дека ќе бидеш обаен. Ќе бидеш обаен. Ајде, јас сум спремна, па ајде да почнеме. Кој е победникот? Мислам дека Давор е победникот затоа што Затоа што чиста му е облеката, нема ништо на кацигата, а он почна се силеше на почетокот на емисијата дека ќе ме растури, као и увек. Попи 2 метака у глава и не знам колку. Да нам пушка, има среќа што не заврши у глава. Он попи еден, еве ова е неговата пушка, да знаете, гледате избоена, значи погоден е еднаш, а мене погоди 2 пати, така да он е победник. Од метак у пушку се не гине. Добре, значи сепак јас не сум победничка. Јас прва мислам дека напуштив играта затоа што сепак женско сум. Мислам дека женските имаат предност, не ни требаат да немој, не, никако. Давид е вториот што изгуби, а Давор остана до самиот крај без ниту еден погоден куршум, така? Да. Правилата на играта беше тој што ќе победи да постави предизвик на останатиот, но бидејќи Давор е сега победник, можеме да кажеме дека Давор треба да ни постави предизвици на двајцата. Давор? Само да не биде нешто претешко. Јас сум веќе уморен, само да не е нешто многу тешко. Например, да ја земеш Марија на грб и чучњеви да правиш со неа. Колку? 5. 5 чучњеви со Марија на грб. Они мислеа, вика, ако победиш ќе им даеш склекови, ќе ни даеш да правиме склекови, ама мислам дека ова е подобар предизвик, така да го чував, не им кажам што ќе им дам, така да повелете дечки. Јас ќе ја превземам улогата на водител овој пат. Добро, Давид, можам да кажам дека го исполни твојот предизвик, успешно го совлада. Што имаш да кажеш? Тешка, не. Добро, предизвикот не беше многу тежок, зашто ти си лесна, ама искрено Давор можеше да биде малку, да кажам така, ете, жаргонски безобразен, па да ми даде нешто потешко, ама на крај испадна фер играч. Нареден пат ако дојдеме, ќе правиме предизвик сигурно. Ја ги се кјутам пак као пред почетокот на емисијата. И тоа е тоа, наши драги гледачи. Се надевам дека уживавте во летните авантури, а сега повторно се враќаме кај Ивана во студио. Мики, некаде прочитав
дека те исмевале заради тоа што си работел како келнер. Јас не знам до кое ниво стигна македонскиот народ или народот општо, да честната и поштена работа биде исмејувана, а биде, како да кажам, на педестал ставено неморалното. Па јас наискрено немам сретнато таков коментар како ти што имаш прочитано, ама секојаш ќе ги има тие. Нели, некој што сака да стане популарен едноставно преку тастатурата дома, не? Ама ја не се срамувам никаква работа, така да отидов ја во Белгија ради мои приватни причини и таму мора да заработуваш некако. Јазикот не го знаев, значи зборувавме на англиски таму, а они зборуваат фламански, тоа е холандски јазик, ја кај што бев. Единствено што можев да работам е келнер или у хотел да работиш како собар, како чистар. Ма тоа не е воопшто лоша работа, мислам, тоа си е професија каде што честно си заработуваш, не е ништо страшно. Дури заработував повеќе, таму им е таков такво име подредувањето, јас заработував повеќе од административците. Верувам. Андријанче, како што го прашав, Мики, еве сега и тебе би те прашала, ти кажа дека на 18 годишна возраст почна да се занимаваш со пење, но дали имало нешто пред тоа или после тоа или измеѓу нешто, каде што си работела друга работа освен музиката? На 17,5 години почнав со јавни настапи. Пред тоа, како што кажав, нижо, музичко, така да... Друга работа освен се музиката? занимавам со музика од 14 години, но професионално, ете, да кажам, од негде 18. Така што во меѓувреме, еден период кога беше короната, работев во тератана. Затоа и добро изгледаш, значи добро ти влијаело. Ти благодарам. Работев во тератана, бидејќи искрено да кажам, тоа беше кризен момент и за нас и за сите. Така што, видете, секоја професија си носи своја, ништо воопшто не е срамно да работиш како келнер, како било што, секогаш мора нешто да се работи, помакар, нели, како да кажам... Додека се заработува честно, честно, да значи требаш да се честно, работи, тоа е тоа. Подобро него да седиш дома и да чекаш од некого. Кај Јас вас... секогаш да се работи, да се заработува. Кај... Сам себе. Сите ние луѓето си знаеме кои ни се можностите во животот и сите ние мислиме дека треба да целиме да си ги оствариме оние соништа кои што ги сонуваме, чисто за да си се прикажеме нели во најдоброто наше светло или најдоброто наше издание. Вие си се прикажавте како во вашето најдобро издание, затоа што си ги донесовте второ и трето место кај нас во Македонија и покажавте дека македончето и како уме и има талент. А сега тој талент би сакала да го слушнеме, дали би можела да отпеете еден заеднички дует, еве ако ви текнува некоја песна. Мислам не мора да ја дуете, еве некоја песна што би сакале. Стигнеме зале и ќе спееме, ајде. Назад, назад, калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, не ке можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас сокол пиле, и пак кај тебе ке дојдам, гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Браво. Браво, значи одлични бевте, на вистина. Ајде, може сега да си наздравиме со едно винце. Ова е од винарија Вардарска долина, Шато Ризов. И тука воедно сакам да кажам дека вратите на винарија Вардарска долина се отворени за сите и секако сите вие кои што досега не сте биле, мислам дека е право време да си ја направите вашата резервација за едно поразлично винско искуство.
Дали ви се допадна? Преубаво. Секако тука имам и по едно винце, кој Ете, што благодариме, Вардарска Иванче. долина го има припремено специјално за Поздрав вас. за вашиот спонзор. Ке ви се најде сигурно на некоја домашна трпеза или Така со сакани луѓе пред Со се. најблиските, односно со моите родители. Барем јас. Секој си знае со кој ќе си го испие Така е. винцето. Јас тука не се мешам, а затоа сега сакам да ја представам Марија, која што со својата нова рубрика, Марија ќе си ја представи сама рубриката и мислам дека може да започнеме. Јас најпрво би сакала да ги поздравам нашите драги гости, а и секако и да им честитам. И сега би можела да представам мојата нова рубрика, а тоа се летни маки. Пред вас се наоѓа една стаклена, да наречам коцка, во која што има зборчиња. Вие ќе треба да извлечете еден збор и да ви текне на некоја песна која што го содржи тој збор. Односно да испеете таа песна. Во случај да не ви текне на песната, ќе треба да се напиете од едно од чучињата што се пред вас. Ден. Нема ден да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Така нешто беше? Да, супер, одлично. Добро, точно е. 1-0 за Адријана. Ајде, Мики. Месечина. Епа, ајде сега. Може српски? Може. Месечина, месечина, Јој, јој, јој. Еј, отиде збор. Сунце сија, јој, јој. Браво, Мики. Одлично. 1-1. Сега пак Андријана. Ајде. По 5 имата. Бело. Добро. Црно и бело е се, една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага. Звездо. Звездо севернице, наѓа на небо што сјаеш дали. Не го знам това. Ето, добро, видно е погода. Што Или до треба сега пола пола пијаме. се напиеме? Па малце. Дај малце. Можеш и цело ако сакаш. Лелеј. А па не е лошо. Сега и друго ќе одгрешам ја. Може далje? Може. Ајде. Чекај. Тајна. Дојдов пак, тајно моја звезда праќа. Нели е тајна, не е тајна. Па Нема врска. Нема врска, нешто слично. Нема врска. Ако Може и така. не може. Може и така. Дај правилникот да видим. Може и така, нели? Еве, Може, она може. вие смислуваш Оправдано е, играта, да. Марија смислуваш играта, она кажува, може. Добро, ја ќе го испијам. Тебе ти се засвиѓа? Па убаво. Девојче. Ој, девојче, девојче, титетовско јаболче. Ој, девојче. Добро, не мораш цела песна. Да. Полека. Шупри. Може далje. Ајде. Излези. Ја излези, Ѓурѓо, Која е ја излези. Сестро, ја излези, Ѓурѓо на пенџере. Топ. Браво. Јас све погодам. Има На крај уште, има оценка ќе уште. добијам Ше колку петка. има? Уште по едно? Ше по едно. Мислам, за тебе има 2. И после наредната рунда имате уште по едно. Немир. Ти си немир што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам и така натаму. Браво. Сила. Ај сега ту. Сила, 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 сила. Временски има ли? 5, 4, 3, Сила, 2, 1, сила. пик. Написаш. Ништо напис, ако не можеш да погодиш. Ја пробам. Не сакам да сгрешам. Мислам да не ми... Цела? Да, цело не поводи ти уопште. Кисела, кисела. Кисела. Ајде, живели. Зашто ја? Ајде, што е? Па и ти предходното го Да, сгреши, да. не го испи цело.
Таман сега. Браво, браво. Витамин С. Здраво е. Пази ти сега следното, ако го сгрешиш, ќе треба да се напиш од јајцето. Од јајцето. Да. Леле, Платно. не мораш да будеш леп, да би за мене бил. Не Само ја знам златно. таа песна. Платно. Има Платно. македонска песна платно. А, платно, ја златно. Оф, леле. Платно. Илјана платно Е, белеше. Требаше. Браво, Малце супер потешки бевте, зборови. одлични. По едно само сгрешивте. Супер. И сега би сакала да ви дадам поклончиња од Аџико Home Center. Повели? Ти благодарам. Одлични бевте. Ти благодарам. Мислам дека одлично се снајдовте во предизвикот кој што ви го имаше припремено Марија. Ви се допаднали лимонче, ако не се лажам, пиевте? Да, онака Убаво. баш... Ама Витамин С малку, ви да. текна за јајцето тука. Ти за малку ќе го пробаш, ама ти текна и Билјана платно белеше или која песна ја отпеа, не слушнав убаво. На жалост, не тек. Мики, ама слушнав дека припремаш или сакаш да направиш дует со Цеца. Е сега во преговори сте, тоа ќе биде во некоја блиска иднина или е само твоја желба? Па, не е само моја желба, значи имаме некои почетни разговори, ама се уште е рано да се открива нешто. Цеца нема направено дует со никој македонски изведувач или јас сум грешка? А мислам дека нема. Ја колку што знам, мислам дека нема. А може ја ќе видам првиот, ќе видам. Имавте можност да размените мислења со ете големи балкански звезди. Колку ви значеше ете вас тоа сето, да бидете тука, да бидат присутни заедно со вас, затоа што тие се звезди кои што не секој може да стигне до нив така лесно. Така е. Па еве, јас лично многу научив. Првенствено ми беше Ѓорđe Давид. Да, Ментор, поздрав до него, многу ја сакам Македонија. Научив премногу од него искрено. Тој навистина знае онака да каже и да покаже на вистинското што треба и за сцена, и за пеење, и за техника. Кога станува збор за Мили, овогодинешниот ментор, тој ми е кој што откачен така, тотално, позитивно откачен онака. Позитивно, да. Сега веќе созреав, па можам нели сите совети да ги земам онака баш здраво за готово, да Да ги прифатиш пред да се. ги прифатам, така е. И оваа година ми беше ета навистина чест што баш се паднав онака кај Мики, бидејќи не можевме да бираме, но ета така требало да биде. Едноставно се поклопија куцките, јас бев кај Мили. Ти си имаше добар ментор, мислам дека имаш од кого да научиш и тоа баш солидно. Па да, Цеца е една од најголемите балкански звезди, така да секој совет неизин е добро намерен. И многу ми изненади тоа што јас кога прв пат кога ја запознам мислев дека Цеца, знаеш, ќе биде некоја Ма не, она е не народска. е Јас достапна лично ја запознав. личност. Сосема е Природна, нормална, културна. природна, да. Можеш и разговор да си направиш со неа и да ти помогне било кога за се што ти треба. Значи, Мики, да те бараме тебе кога треба Цеца да ни гостува, така? А за тоа не знам. Она Не знам сигурно сега, не да ти звери. сега така си Не кажа, знам. така да, значи може да те бараме тебе. Може да направиме нешто, ќе видиме. Може, да. Сега би се префрлила на една друга тема, малку поразлична од музиката и се она што го работите. Андријанџа, па за тебе прочитав нешто друго, каде што кажуваш дека можеш се да направиш сама и дека воопшто не ти е потребен партнер. Ми кажа дека возиш 500 км до Белград и назад Така и е, дека да. навистина можеш се сама, но дали е тоа во ред? Па искрено да, јас првенствено ги имам моите родители кои што ми се голема поддршка и ми помагаат многу, но јас навистина не прашувам никој, буквално седнувам и возам. Дали треба мамо додам таму, не знам било каде, јас можам и сама, така што партнер ти треба за некоја, како да кажам, поддршка, емотивна поддршка, не знам, некој да имаш тука во моментов да те поддржи, да биде со тебе. Еве имавме прилика да видиме многу девојки кои што дојдоа таму со партнери, например Шејла, не знам, Џула, еве.
Може затоа и победи. Може имала поголема поддршка. Па она имаше голема поддршка од нејзиниот сопруг, да. Кога станува збори за они го води инстаграмот и многу и помага, да. Тоа е во секој случај убаво, но искрено јас и кога би имала еден сопруг или било што, мислам дека не би дозволила. Сметам дека до некаде сами треба да ја водиме кариерата. Професиите треба да се бидат поделени. Кој да биде менаџер, кој да биде сопруг, кој да биде, не знам, продуцент, така што јас или лично не би дозволила да го мешам во сето тоа. Искрено приватноста си е приватност, ова си кариерата си е сосема нешто друго. Тоа е тоа. Мики, ти што ќе кажеш на оваа тема? Ти сметаш ли дека треба, пример, да се биде со партнер или без партнер? Мора да се биде со партнер кога тоа. Значи, мене првенствено најважна работа на целиот свет ми е семејството. Значи, ако немаме семејство, тоа е зашто се трудиме, работиме, ако не оставиме нешто на нашите деца, здравје, нашите внуци и така натаму. Значи, правници. Значи, за мене семејството е најважната работа. И јас мислам дека сите ние до себе треба да имаме еден партнер, затоа што среќата кога имаш со кој да ја споделиш, да ја споделиш со најдрага личност е многу поголема среќа и тагата е многу помала кога имаш некој до тебе чисто да те прегрне и да каже тука сум, некој да знаеш дека е до тебе. И ништо, тука само би сакала секако да се надоврзам дека сите ние луѓето сме си создадени за тоа да си имаме друштво до себе. Барем јас така мислам. Подршка, верен пријател до нас, некој кој што ќе не поддржува во секое време, да ги слушне нашите маки, проблеми, но и убави среќни моменти, не само маки проблеми. Така е, да, заборавив да кажам, испуштив. Но приватноста си е приватност, како што кажав, кариерата си е друго. После овој интересен разговор кој што го направивме и за партнерства, би ја поканила и нашата преубава Јања да го постави нејзиниот предизвик. Здраво и од мене. Сега е на ред рубрика Кисели насмевки. Ова е рубрика каде што јас ви поставувам прашања, а од вас очекувам искрени одговори. Ајде. Може да почнеме со Андријана. Може. Пејачка, виолинистка, текстописец, композитор. Како што највеќе се пронаоѓаш или што највеќе ти лежи? Пејачка, дефинитивно. Добро. Како ја држуваш витката линија? Дали некогаш си се бавела со некој спорт? Теретана, родбајки, здрава храна. Здрава исхрана. Добро. Трето, кој од жирито на звездите на Гранд ти е најомилен и зошто? Миле, мојот ментор, затоа што ми беше ментор. Јасно. Јасно, така треба. Да. Уште едно. Со колку попрво би снимала дует? Со Антонија Черкес или Шејла Зонич? Шејла. Шејла, затоа што она ми беше и една од најдобрите другарки таму. Ти благодарам за одговорите. Благодарам и тебе. Сега продолжуваме со Мики. Прво, кој ти е омилен вокал од XU простори? Па, можам да кажам Тиф. Добро. Второ, да мораш да бираш 3 месеци со Џани на пуст остров или да испееш песна од Десингерица во Звездите на Гранд? Песна од Десингерица. Подобро. Да. Зошто со Џани? Па што ќе правам на пуст остров со Џани? Интересно ќе. Добро. Ке се удавиш во втор ден. Трето, да победиш на Евросонг во стайлингот на Немо или да снимиш дует со Индира Радич? Дует со Индира Радич. Добро. И последно, каков ти е емотивниот статус? Емотивниот статус? Емотивен. Любовниот статус? Да. Сингл. Добро. Да. Ви благодарам за одговорите. Ова се подароци од КМ Мазар. Повели. Благодарам. Тоа се воучерчиња кои што може да ги искористите во нивните продажни салони. Мислам дека, благодарам Јања, мислам дека одлично се снајдовте во предизвиците, дадовте одлични одговори, значи убаво си кажав јас дека партнер треба во живот, вака нема да се мисли што да одговориш, нели така? Андријана, јас ти посакувам на тебе да останеш вака убава, насмеана, ведра, позитивна и со прекрасен глас и понатака. Истото го кажувам и за тебе, само во машки род.
нормално. Да сте ми благодарам, здрави и живи, да ми доаѓате и да се гледаме само вака во убави прилики, на убави локации. Ке се гледаме, се надевам, ти благодарам, уште еднаш ти благодарам на поканата и во овој момент ева повторно се благодарам на сите кои што не поддржаа, кои што гласаа за нас и да продолжат да не бодрат и понатаму. Сакам ја се заблагодарам на сите што гласаа за мене, моите Велешани пред се и цела Македонија, така да ви благодарам многу од срце. Ке продолжите ли само да работите, кажете ми? Ке продолжиме? Да. Обавезно. Спремни Затоа се, се значи, нови пријавивме, проекти. да. Тоа беа Андријана и Мики, драги мои. А сега пред да одјавиме нашата денешна емисија, секако да се заблагодарам на луѓето кои што се погрижија за нашиот денешен изглед. Тоа е Сара Димири за нашата шминка и фризура, нашите Азелеа кои што секогаш се грижат да имаме убави стајлинзи, на нашата докторка Теодора Зеровска. А сега ве оставам да уживате во програмата на телевизија Алфа. Се гледаме следна среда. До гледање. Второ, да мора да бираш 3 месеци со Џани на пуст остров или да испееш песна од Десингерица. Со Џани, не со Ѓани. Џани. Џани, да. Мијана Кумановски ми е Џани. Абе, дали слушна? Не, ова мора да... Јако. Викам, мене на Кумановски ми е Ѓани. Андријана, кажи ми, ти ми кажа дека на 18 години почна да се занимаваш со музика. Дали претходно имаше работено нешто пред музиката, нешто што е поразлично? Дали те покака биле? Дали ја покака биле? Не. Ха? Падна?